Награда во Италија за Кристина Краличин и два нови романи, доволна причина да биде заедно со нас денеска. Добро утро. Сјално добар ден веќе, така? Веќе добар ден. Рано. Добро утро, добар ден и до гледачите на македонската телевизија. Кога се подготвувавме, кога те прашав за колку време веќе имаш и два нови романи, од кога почна веќе твоето издаваштво, на се она што на назад години си пишувало, поминати само 2 години. Да. И за овие 2 години со колку изданија се закити? Ева, ова се романи, но претходно имаше друго. Да, збирка поезија ми беше првото дело кое што го објавив. Точно за краток временски период повеќе дела излега од мене, меѓутоа пишувани години назад. Тоа е тоа што го споменав, подготвувано години претходно. Ако можеби некоја емоција, нешто што било внатре и тлеело, барало место и начин каде да излезе, можеби ова биле вистинските начини, но времето не било исто, го адаптираше за ова време. Точно. Јас барав време, кога е најпогоден момент да тоа што го творам излезе пред јавност. Но може би времето барало од мене да се озрам како човек, како личност и како писател. Така што, без разлика што творењето е екстремно, би рекла, интензивно во последниот период, тоа е нешто што најверојатно сега му е времето да се продуцира. За каков надпревар стануваше збор? Каде ја добити таа прва награда? Тоа е во Сицилија. Добро познат конкурс и кај нас, бидејќи и претходно наши автори имале зеле учество. Меѓутоа, оваа година во категоријата за international, нели, меѓународна награда на Парназо, Анджело Лавекија, тоа е всушност конкурсот, мислам дека 6 пати се има организирано, а можеби и повеќе. Значи, во огромна конкуренција, бидејќи е меѓународно нивото, имаше поеми и песни од целиот свет. Во мојата категорија, всушност, сите песни кои што беа, има повеќе категории, да речеме за стил за израз. Меѓутоа, ова е за севкупноста на изразувањето и поезијата, самата песна која што се испраќа како творба. Со 2 нивоа на жири, буквално од цел свет, со тоа што пред се еминентни професори, истакнати книжевници, лингвисти, јазичари, дури имаше и новинари во самото ниво на двете жири комисии. Од цел свет, кога велам, во оваа конкуренција второто место, значи првото место сум јас, второто место беше од Украина, третото Белорусија, имаш од Зимбабве, Јужна Кореја, Филипини, Албанија. Значи, тоа беа некои песни кои што беа истакнати и пофалени. Огромна чест, пред се изненадување. Меѓутоа, знаете како, во меѓународни рамки, кога ќе добиете некаква потврда, тоа значи пред се за авторот, меѓутоа треба да значи и за државата. Што тоа за тебе лично значи со оглед на тоа дека е кусо времето твое на издаваштво? И кусо време си, да речам, веќе јавно, иако велиш јас од кога знам за себе и пишувам, но јавно веќе во овој свет. Така е, тоа е мотивација плюс. За мене лично е мотивација, неизмерна среќа секако, но ми дава потврда дека творењето, кога творам, сум на прав пат. На вистинскиот пат. Тоа е тоа. Да, кога ќе добиеш потврда за својот труд, за својата работа, неизмерна среќа. Така, и кога ќе почувствуваш дека тоа што го правиш е всушност вистинското. Може би си роден за тоа. Многу често се случува тоа и во секојдневието. Луѓе кои што имаат диплома, нека друга професија, завршиле високо образование, да речеме нека доста позната и популарна професија, но работат нешто друго. Зошто се наоѓаат во друг свет? Многу често се случува тоа.
Добро, кај мене... Може би и ти и јас сме потврда од истото. Добро, кај мене е филолошкиот факултет, катедрата италијански јазик и книжевност, американски студии, романски јазик, е основата. Меѓутоа, јас исто така имам и мастер студии на економски факултет во Скопје, докторант на економски, работам и во областа на финансиите. Не можам да споредам... Не се споредуваат. Не се споредуваат што е подобро или едноставно и двете ме исполнуваат. Не дека едното го занемарувам, апсолутно не. Но во секој случај креацијата, она што го поседувам во себе, нели кога ќе ги расшириме крилјата, треба да имаме простор за да можеме да ги расшириме и да летнеме во височините. Во случајот кај финансиите таква креативност не можеме да сретнеме, реални да бидеме, но од друга страна тоа е многу исто така интересна професија за мене. Апсолутно ме привлекуваат и двете. Меѓутоа, креативноста кога станува збор, творењето како уметност, јас и на промоцијата на овие два романи што за денеска за кои што ќе говориме, истакнав дека писателот кога создава дело е всушност уметничко дело, исто како кога сликарот користи бои, нели, палета на бои за да наслика нешто. Зборовите имаат своја моќ, своја фреквенција и практично писателот ја користи палетата на светлината за да ја пренесе разнобојноста на мислата во вид на зборови. Зборот има најголемата моќ на светот што постои. Точно. Два нови романи. Денот пред да се стемни и последна шанса за втора клапа. Се замислив кога за вториот наслов. Дали да почнеме од Ајде од првиот, а потоа ќе зборуваме тоа зошто последна шанса. Нели зборувавме дека нема пропуштени шанси во животот. Така е. Да, ајде за првиот. Така, јас ако може ќе прочитам. Вообичаено се чита на крај, меѓутоа јас ќе прочитам на почеток за да си дадам вовет за она што ќе го збориме. Значи, ова е речиси на почетокот на романот Денот пред да се стемни. На аеродромот, додека ги чекаше куферите, го забележа истиот човек што седеше до него, кој веќе го беше зел својот багаж и се упатуваше кон излезот низ толпата патници. Откако ги зеде двата куфера на излезот од аеродромот, една млада девојка со бисерна насмевка му подаде некаков рекламен материјал и му рече на италијански јазик: "Скуза, синьора, повелете информации за најголемиот натпревар во сурфање што ќе се одржи во август. Грација, сембра молто интересанта." И се заблагодари Роберт. Механички го превитка и го стави листот во внатрешниот джеп од сакото. На шалтерот на рентакар одбра возило со кое ќе се служи еден месец додека е во Италија. Кога седна во него, на дигиталната мапа ја одбележа дестинацијата Борго Сан Джовани, што беше на околу 90 километри оддалеченост. Го погледна часовникот во автомобилот, беше 18 часот и 30 минути. Аеродромот се наоѓа на северозападната страна од Милано и додека возеше по обиколницата, градот започнуваше да го најавува својот вечерен сјај преку уличните светла во самракот. Италија за него представуваше земја, што значи предизвик и можност да се успее во животот. Околу сообраќајните клучки што водеа кон центарот на Милано имаше големи редици возила и тие бавно се движеа, најверојатно поради завршувањето на викендот. Со нетрпение сакаше одблизу да го запознае начинот на живење во Милано. На само 20 на километри до крајната дестинација, веднаш по сообраќајниот знак на кој пишуваше Риоцо, забележа црн автомобил застанат накосо со предното тркало залепен до манкината на патот. Роберт инстинктивно подзакочи, а покрај црниот автомобил здогледа една наведната жена како нешто бара. Не се премислуваше ни за момент, тој знаеше дека се случила незгода, веднаш заврти со воланот и застана. Ова е само како вовец, едноставно сакам да ги заинтригирам читателите, а пред се и гледачите на македонската телевизија. Добро. За она што ќе следи. Секој детал во романите не е случајно забележан и потенциран или ставен. Тој леток на кој што читателите може нема да обрнат внимание, всушност значи нешто многу повеќе понатаму во романот. Зошто? Роберт е еден млад човек кој што... Сакав да прашам дали е вистинска случка. Не. Добро. Уредничката, кога имавме промоцијата, рече толку многу филмски Кристина Краличин успева да ни ја долави ситуацијата. Буквално како да го гледаме наставно од случката, дејството пред себе.
такви се описите, филмски на некој начин, меѓутоа не само да го представуваат дејството во романите, влегуваат и длабоко емотивно и психички во ликовите. Само да кажам за Роберт. Значи, како млад лик, кој што се соочува со паралелно на главните дејства, што сега ќе ги кажам за романот, нема многу да должам заради времето, има и други некои потенцирани теми со кои што се соочуваат сите луѓе во животот. Например, неговата мајка има деменција и она апсолутно не се сеќава, но е интуитивна жена која што на времето била способна, свежа, силна и го учела на правилните морални вредности во животот. Роберт како таков, како еден сигурен, реален рик, кој што сака да се представи во најдобро светло, бидејќи решава да ја напушти земјата во која што живее, да оди во Италија и таму едноставно да се покаже и да ја достигне својата кариера на некое врвно високо ниво. Доаѓа и ова што го спомнав, значи прво му го дава летокот, после тоа се случува некоја сообраќајка која нема врска со него, меѓутоа он е човечен. Пред се лековите се човечни, значи човечен не застанува да види што се случува да помогне. Целата таа случка апсолутно му го изместува начинот на кој што он очекуваше првиот ден, да речеме, да му почне во новата средина. Доаѓа на работа. Како почнува да работи, се соочува со друг проблем. Мобинг. И тоа не било каков, сексуален мобинг од директорката. За општествените проблеми, па ова е многу актуелно. Па е актуелно од една страна, од друга страна неминовно сите имаме различни случаи во нашите животи. Како не? Добро. Работата е што кога се опишува, треба да се опише сето она што не го приметуваме, а во текот на денот го имаме. Се случува. Тоа е талент и тоа е дарба. Кога ќе се долови и кога ќе, например, читателот кога чита... Доволно беше ова да веќе се визуализира, веќе сега имам неколку патокази на Роберт, каде би одел, што би правил, тоа е добро. И кога ќе го почувствува притисокот на работа поради мобингот од страна на неговата директорка, која што е екстремно интелигентна жена, добро, меѓутоа не ги почитува слабите. Значи, апсолутно, луѓето, вработените ги починува како ниво под себе. Она не дека бара премногу, туку едноставно манипулира и си поигрува со вработените. Што во таа психа на тој вработен кој што едноставно зависи од платата и од работата на тоа работно место. Кога ќе се ставиме во негова кожа, во негови чевли, што ние би направиле? Токму тоа е романот. Целите негови размислувања, мислите, што, како да направам, дали ова правилно, зошто ми се случи мене ова. Значи, тоа е невиден притисок и во психологијата е познато кога имаме плюс и минус, тоа е можеби најлошото нешто кога не можеме да го решиме и не можеме да го најдеме правиот пат на решавање на проблемот. И го наоѓа летокот. Уште само ова, го наоѓа летокот што случајно го прими, значи дејството тече низ романот. Летокот е всушност сурферски настан на сурфер, затоа на корицата имаме и сурферна вода. Роберт всушност својот притисок психички што го чувствува на работното место, ќе го исфрли, ќе го истури на морето, значи тој ќе се занимава пред се со сурфањето и ќе го гледа како еден вид на издув, на издишка од она што го чека на работа. И понатаму има многу други случувања. А тоа значи да бидеме отворени и свесни за сите знаци кои што се случуваат околу нас. Вториот, да речам реченицата и најава за ова, последна шанса за втора клапа, нели нема пропуштени шанси, нели шанси се постојано во животот, треба да знаеме да ги препознаеме. Така е. Зошто да биде последна? Горе-доле, последна шанса, сепак е шанса. И последна да е, шанса е шанса. Токму таа последна шанса, главниот лик во случајот е Тери Милер, ќе се обиде својот, ова е еден начин психолошка драма, така да го речеме. Затоа што овде има во овој роман повеќе слојност, не тече се поред. Зошто? Затоа што вклешчениот простор на сегашноста, иднината и минатото се слеваат на две нивоа. Кои се двете нивоа? Тоа е прво е психата и главниот лик Тери Милер со неговиот живот, кој што е физичар, прецизен,
поканет од страна на режисерот да напише сценарио за научно-фантастичен филм, бидејќи имал и такви афинитети во текот на животот. Тоа е всушност сценариото на немиот сведок. Зошто нем сведок? Затоа што тој сведочи за нешто во кое што бил дел од минатото како дете. Не откривам повеќе, затоа што до тоа треба самите читатели да дојдат. Тој е сценарист на филмот кој што во моментот се снима и јас давам сцени од самиот филм, животот на актерите, што во позадина се случува на снимање на еден филм, спонзорство и така натаму. Што е тука судирот, да речеме, на таа психолошка драма и кај главниот лик, меѓутоа и второстепено во филмот. Се случува да дојде инспекција за да додека го снимаат филмот на сетот, дали е се во ред со безбедносните протоколи за снимање на еден филм што секако треба да ги има дозволите. Добро. Бидејќи одлучуваат неколку дена да го прекратат снимањето во тој простор, одат во Далас градот, каде што дејството е во Тексас државата, во Далас градот, каде што во еден хотел футуристички одговара на научно-фантастичниот филм и таму снимаат некои сето сцени. Заради тоа поместување на времето и заради други елементи со кои што ќе се соочи Тери Милер, всушност патуваат во одредено време со колата да се вратат назад во градот Остин од кај што тргна и во тоа невреме ќе се случи страшна сообраќајна незгода. Таа сообраќајна незгода ќе му направи контузија на Тери Милер во главата. И почнува одново да живее? Почнува, па има не одново да живее, меѓутоа се соочува со амнезија. Меморијата кога му се враќа за сето она кој е он, што се случува со животот апсолутно негов, тогаш му се буди таа заспана, да речеме, тој е како тригер сообраќајната незгода за она што ќе следи во неговиот живот. Практично, тоа е како еден вид на пребродување, една гладиаторска битка на она што го води главниот лик со кој што се соочува. Значи, нешто како траума од детството кој е имал комплетно потиснато од сообраќајната незгода, излегува на виделина. И тој се соочува, го надминува тоа и натаму нема да откривам, меѓутоа, последна шанса за втора клапа во филмот. Доволно не заинтригира. Да. Сега јас мислев дека ова побезболно ќе помине, но... Да. Значи, дека добиваат следна шанса за реализација на филмот. Во таа сообраќајна незгода, што е вториот степен, значи првиот степен е Тери Милер, вториот степен е главната актерка, загинува во сообраќајната незгода и тие практично треба да го изменат, адаптираат сценариото во одредени делови, што да прават, дали да ја заменат актерката, колку имаат снимано, се тие проблеми со кои што се соочуваат. Се надевам дека секој според своите афинитети и желби ќе се избере она што него најмногу му лежи. Така, овие се дел од серијал. Не изненади со приказните, затоа што претходно од тебе и преубави љубовни поеми читавме. Така. И така да ти посакувам, од тите следиме во работата. Ти посакувам само од твојот непокорлив дух да продолжи да твори. Благодарам многу, многу ме значи. Секако што ме застапувате. Ова е дел од серијал. Серијалот ќе биде долг и ќе следи. Ќе имаме доволно прилики за да се гледаме доволни понатаму. причини да се видиме повторно. Ти благодарам. И јас благодарам многу и ако може да се заблагодарам само на промоцијата на професор доктор Ермис Лафазановски за прекрасната промоција, на уредничката Билјана Црвенковска, која што исто така беше промотор, и на Елена Лука, која што секогаш се грижи за мојот изглед како и ова утро. Ти благодарам. Благодарам и на вас.